Благодарам, подпредседателке. Колега Крмов, се јавив на вашата реплика само за уште еднаш да констатираме дека кога доаѓаат расправите за ребаланс на буџет или предлог за буџет за тековна или наредна година, покажувате тотално промашување, тотално непознавање, доаѓате неподготвени. Тука ништо не слушнавме во буџетов да истакнете да аргументирате по одредени бројки. Очекувано ми е, но немам намера да го губам времето да делувам просветителски, бидејќи покажавте огромно непознавање, особено колегите мои поранешни од банкарскиот сектор, слушајќи го вашиот говор, сигурна сум дека навистина ќе се срамат од тоа како народен представник. Има огромно непознавање за тоа како кредитите се доделуваат на фирмите, особено кај комерцијалните банки. Само ќе ве потсетам, Министерството за финансии не ги доделува средствата од унгарскиот кредит. Тоа се случува кај комерцијалните банки, каде што постојат веќе воспоставени услови и начин како еден кредит се зема. Почнете од најбазично познавање за тоа како пред се зема кредит во една држава. Немојте, многу сериозно навредување ова и многу сериозен напад за целиот банкарски сектор. Благодарам што во вашиот буџет комплетно, многу голема вака опфат во вашиот буџет се осврнавте на унгарскиот кредит, особено во делот на давање пари за општините, бидејќи треба да знаете дека овој унгарски кредит и средствата за поддршка на капиталните проекти во општините, во сите општини подеднакво, беше поддржан и од колегите мои од владеачкото мнозинство и од опозицијата. И од градоначалните, исто така кои што доаѓаат од опозицијата, но колега Крмов, секако тоа со вас не може да биде случај да дадете поддршка и да дадат поддршка ваши градоначалници заради тоа што вие немате градоначалници и ниту еден градоначалник во Република Македонија. И тоа е се што треба да знаете кога зборувате за буџетскиот документ, кога доаѓаат едни вакви говори кои што се апсурдни во собранието на Република Македонија, каде што еден народен представник не кажа ниту една ставка, ниту едно осврнување за тековниот документ кој што го носиме за наредната година, 2026 година, ниту една ставка, непознавање. Верувам дека всушност и самиот буџет не е прочитан за прв пат. Имаме буџет и имаме средства кои што се транспарентни, особено оние кои што ги потенциравте со унгарскиот кредит. Отворете си на projekti.gov.mk, многу брзо ќе можете да ја следите имплементацијата на овие проекти кои што ќе ја градат Македонија.